Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги содржините за вечерва. Груевски предодење во затвор, а судењето за главниот предмет на СЈО, Таргет тврдина во кој првообвинете Мијалков се уште на почеток. Со сплет на околности и други действија кои што се случуваат на политичката сцена, почнува да мириса за тактизирање. Усвојување на уставните измени нема да биде доволно за Франција и Холандија да ја кренат рампата за ЕУ. Certainement des progrès à enregistrer dans l'application des réformes. My country cares deeply about rule of law. Неминовно ќе мора да го интензивираме реформскиот процес. 10% од 100.000 се 10.000 и 10% од 20.000 се 2.000. Значи, оние со повисоки примања и сега плаќаат повеќе, иако даночната стапка е иста. Јас верувам дека ќе се согласите дека и живот со 200 евра не е исто со животот 20.000 евра. Интервју за воведувањето прогресивен данок. Да сакав да прелетувам од едно на друго место, немаше 3 години под тензија да го држам таа собраниска говорница и да бидам жестока опозиција. Ако сум го напуштила јатото, уште еден доказ дека сум морала да го напуштам со луѓе како вас кои упропастија опозицијата. Таквите лепенки не им доликуваат на вистина, бидејќи граѓаните се свесни и знаат многу добро за каков пратеник стануваше збор. Молам за внимание. Саботажа. Не менувајте ја фреквенцијата, со најавените содржини се враќаме за кратко. Помина 3 години и 9 месеци од објавувањето на првите прислушувани разговори од лидерот на тогашната опозиција Зоран Заев, 3 години и 2 месеца од формирањето на специјалното јавно обвинителство и 1 година и 4 месеци од покренувањето обвинение, но предметот што треба да расчисти кој со какви мотиви прислушувал и соодветно да казни е се уште на почеток на судскиот процес. За разлика, например, од предметот Тенк, во кој екс-премиерот Никола Груевски е веќе правосилно осуден и треба да оди на издржување казна затвор, во предметот Таргет тврдина, во кој првообвинете екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, работите тапкаат во место. За одолжувањето на процесот што го води судиката Дженета Бектовиќ има неспорни објективни причини, но има ли и други? Александар Димитриевски. Ноември 2016 година специјалното јавно обвинителство ја отвори главната истрага поради која и беше основано. Кој прислушувал незаконски? Ќе ги вложам сите сили криминалот да не ја одбегне казнивост, заради што криминалците мора да застанат пред судот на правдата, независно за кој станува збор. Основната теза на СЈО во предметот наречен Таргет е дека бомбите се снимени во УБК. Нападот врз човековите слободи и права е најсилниот удар врз едно цивилизирано демократско општество. Сега е ред на таквото општество да возврати. Пред да биде поднесено обвинение, Таргет беше споен со тврдина. Обвинети се 10 лица, меѓу кои шефот на УБК Сашо Мијалков. На 5 ноември 2018 година, општеството се уште не возвратило. Новинарката Оливера Трајковска е само една од неколкуте илјади жртви на незаконското прислушување од 2008 до 2015 година. Уште кога и беа презентирани доказите пред 3 години, заедно со неколку колеги, реши правдата да ја истера до крај. Патот кој го избра е судски да бараат надомесна штета, но не од државата, туку од тие што ќе бидат осудени дека ја злоупотребиле позицијата. Такво нешто не е ниту на повидок. Сваќате дека се што е неопходно да соработувате со правдата го правите во име на тоа да заврши ова конечно да се дознае. И единственото најважно прашање, да, за да можам за тоа да барам одштета, јас после целиот овој период го немам одговорот, односно не гледам дека овој процес напредува со динамика и интерес како што би требало да има една држава после вакво масовно прекршување на човековите права на поединци. Одговорот што го чекаат оштетените од прислушувањето, но и целата јавност е во судски епилог на предметот Таргет тврдина.
Меѓу 10 обвинети е и Сашо Мјалков, кој неодамна беше исклучен од својата партија ВМРО-ДПМН поради наводно влијание врз пратеници на опозицијската партија да гласаат за уставните измени предложени од владата. Јас мислам дека ова долговлекување околу овој предмет со сплет на околности и други действија кои што се случуваат на политичката сцена почнува да мириса за тактизирање или условно почнува да личи дека некој успел за себе да обезбеди да ја среди динамиката на процесот, а како настаните во политичкиот простор се одвиваат многу побрзо, да ви кажам дека можеби ќе дојде ред дека идејата за помирувањето или обврските од помирувањето ќе стигнат побрзо од нашето сознание со кого всушност ние ќе треба да се помириме. Трајковска ги кажа сомнежите имајќи ги предвид објективните пречки што придонесоа случајот да се развлече. Бегството на двајца обвинети во Грција и смените во судечкиот совет во предметот. Но дали се работи само за личен впечаток? 360 степени ја провери динамиката на предметот, откако пречките беа отстранети за предметот да продолжи. Според распоредот на судења за месеците октомври и ноември годинава, за Таргет Тврдина се или биле закажани вкупно 3 рочишта. Тоа е ист број на рочишта како за случајот со апсењето на Љубе Бошковски тортура или за кинеските кредити за автопатите траекторија. Помал приоритет од Таргет Тврдина во истиот период има само за 5 други случаи на СЈО, меѓу кои Тврдина 2, за уништувањето на опремата за прислушување. Од друга страна, повеќе рочишта во анализираниот период има за вкупно 12 предмети. Меѓу нив се и предмети како Топлик за Сончев град или насилство во Центар. Најмногу рочишта имало за предметот кој по Таргет Тврдина СЈО го означи како втор најважен. Титаник е закажан 14 пати во октомври и ноември, што е безмалку 5 пати повеќе од најважниот предмет кој треба да го даде одговорот кој прислушувал. Зошто бројот на закажани рочишта е таков каков што е и дали се води сметка кој предмет е повеќе важен за општеството, а кој помалку? Од кривичниот суд велат дека за судиите се важни други критериуми. Судиите при овој суд насрочуваат расправи зависно од нивниот распоред за работа, а секако при насрочувањето имаат во предвид и предност се дава на притворски предмети или предмети каде дел од обвинетите се со други мерки за обезбедување присуство, за доследно да се почитува правото на судење во разумен рок. СЈО во минатото во повеќе наврати јавно реагираше кога се соочуваше со пречки или со одложување на постапките. Па од нив побаравме став, дали имаат впечаток дека судот води сметка за важноста на предметите и дали имаат побарано поголема ажурност за предметите директно поврзани со незаконското прислушување. Еве го интегралниот одговор. СЈО, како што и досега многу пати е истакнато, ги почитува одлуките на судот. Во оваа насока, откако укажавме дека е потребно да се води сметка за ефикасно одвивање на судските процеси, судот започна да закажува повеќе датуми за предметите кои ги застапува ова јавно обвинителство. Едно од само 3 закажани рочишта за Таргет Тврдина во месеците октомври и ноември треба да се одржи токму утре. Предметот е во самиот почеток, односно поминати се само во ведните зборови. Се очекува испрашување на првиот сведок, а ги има околу 120. Ако на секое рочиште се испрашуваат во просек по 3 сведоци, со сегашната динамика на закажување рочишта, ќе бидат потребни барем 2 години само за овој дел од постапката. А како што неодамна каже и самата специјална обвинителка, Таргет Тврдина е предметот на предметите. Ако не гониме за кој, како и на кој начин прислушкува во Република Македонија, зошто постои специјалното јавно обвинителство? Расчистување на случајот со масовното прислушување, но и на случаите на злоупотреба на мок и јавни пари што произлегува од содржината на прислушуваните разговори е само една од задачите што треба да ги заврши Македонија до следниот јуни, кога земјите членки на ЕУ ќе треба да решат дали и кога би се одржала првата меѓувладина конференција како официјален почеток на пристапните преговори. Дали и како напредува земјава во исполнувањето на поставените услови е темата на која Владимир Мирчевски разговараше со главниот технички преговарач Бојан Маричич и со амбасадорите на двете највоздржани земји членки – Франција и Холандија, Кристијан Тимоние и Ваутер Пломп. What is preventing, let's say, the Netherlands or France or any other member state for that matter to pull the plug on this next year in June 2019? It is a decision
that was reached very difficult among the 28 member states, and it's really a huge step forward to the European perspective. Воздржаноста на Холандија и на Франција, за која во доцните часови на 26 јуни не сакаше да зборува шефицата на бугарската дипломатија, останува и 4 месеци подоцна. Le pays a avancé dans une étape très importante avec l'adoption des premières décisions qui vont permettre, nous l'espérons, la modification constitutionnelle et l'adoption de l'accord de Prespa. Après, il y a une deuxième partie importante qui est, une fois le veto grec levé, c'est certainement des progrès à enregistrer dans l'application des réformes, puisque c'est là-dessus et sur ce rapport qui sera fait dès le mois d'avril par la Commission que seront fondées les décisions qui seront prises à ce moment-là. I know that my country has been among the very strict countries, but you know why? My country cares deeply about rule of law. It is about independent institutions. It's about checks and balances that make a democracy work in such a way that all the people in the country can finally trust the institutions and their politicians. Владата, која наредната седмица во Брисел ја очекува втората сесија од техничката подготовка на скринингот, вели дека во оваа фаза Европската комисија се уште јасно не ги идентификува слабостите, туку ги презентира принципите и правилата кои Македонија ќе мора да ги применува. Во однос на јавната администрација, мислам дека нема тука Европската унија очекувања за кои што конкретно би се занимавале со, не знам, намалување на јавната администрација или нешто што е вонредно во оно што се случува до сега. Имаат очекувања да се рационализира работата и да се зголеми ефикасноста на јавната администрација, но она што е клучен тест во овој дел е начинот на кој што се разрешуваат и именуваат функционерите во државната и јавната управа. И тоа значи дека сите конкурси за јавни функционери ќе бидат под посебна присмотра, сите оние именувања ќе бидат за сите именувања ќе биде барано логично и издржано објаснување, и тоа мислам дека ќе биде во фокусот. Медиумските закони, јавниот радиодифузен сервис, Агенцијата за медиумите, тоа ќе биде нешто што исто така ќе треба да се реши во наредниот период. Има готов закон кој што чека на согласност на опозицијата. Има 2-3 точки кои што не се договорени. Владата инсистира да ги се договорат на принципиелен начин. Услов се и реформите во судството со јасни назнаки што се очекува во наредните месеци. Рамковно до крајот на годината да успееме да донесеме нов концепт на реформирани судски совет, совет на јавни обвинители, нов состав или делумно нов состав и веќе да ги тестираме реформираните судски совети и совет на јавни обвинители како функционираат во пракса и како постапуваат во конкретни случаи. Постои и друг корпус, а тоа е секако начинот и критериумите за избор и именување на судиите. Тоа е нешто на што ќе бидат тестирани судскиот совет и советот на јавни обвинители. Дали за воздржаноста на Хаг и на Париз навистина стоат принципиелни причини или пак внатрешно политички калкулации во пресред на европските избори во мај? Ce ne sont pas deux choses différentes. La vraie question, c'est est-ce que ces pays sont prêts à entrer dans une phase de négociation, et est-ce que aussi l'opinion publique de nos pays considère qu'ils ont réglé un certain nombre de problèmes, que ce soit des problèmes d'environnement international, et vous êtes en train de les régler avec la Grèce et après l'avoir réglé avec la Bulgarie, mais aussi de savoir si la vie intérieure est stabilisée. Cela fait l'effet déjà de parler de choses anciennes, mais souvenons-nous de ce qui s'est passé le 27 avril. Souvenons-nous de l'image que cela a pu donner à l'extérieur. Politicians have to make decisions despite of the public opinion. If
public opinion is the first thing for the politicians to hear, then maybe some countries, member of the European Union, now would not have been even members of the European Union. Pour le gouvernement français, qui est un gouvernement démocratique, il doit prendre en compte de façon réaliste l'état de l'opinion, car à force de ne pas prendre en compte l'état de l'opinion, on se retrouve dans des situations qu'ont connues certains pays et qui ont donné lieu à des situations particulièrement pénibles qui mettent en cause la construction même de l'Union européenne. Но дали лупата под која Франција и Холандија ја гледаат Македонија, важи и за другите земји од проширувањето, например Србија, во која во изминатиот период има стагнација на демократските процеси. We want Macedonia in the EU, but we want it in the EU when it's really ready as a country that is a stable democracy, an inclusive democracy, and an inclusive democracy with independent institutions that serve with checks and balances. And of course, we also know that it's a long-term process, so it doesn't all have to be there before starting the negotiations, but at least my country, and more importantly even the parliament of my country, needs to be convinced that Macedonia is really ready to embark on that process. Во целата ЕУ равенка која ги опфаќа и Преспанскиот договор и исполнувањето на реформите, однесувањето на опозицијата може да се карактеризира како една непозната, со поддршка за одредени законски решенија, одбивање на други, но и јасно не за договорот за името. I think that everybody also has to look at what will be the reward, let's say, for that. And I think one of the advantages of the past month, that it's now very clear who stands for what. I think we also have to acknowledge that one major party, by its actions, actually was trying to block EU and NATO membership. But the good news is that there is now a consensus building up for a constructive approach that will see the constitutional changes to a good end. And one might even expect that constructive consensus might be broadening. Why in a period when almost all representatives of the international community are avoiding to meet with the leader and the leadership of ВМРО-ДПМН, you are still meeting with Christian Mickoski. Are the positions of the current leadership of the opposition acceptable for you as a French ambassador in Macedonia? Alors je ne suis pas sûr que nous ayons la même conception de la diplomatie. Pour moi, un diplomate, c'est quelqu'un qui parle avec toutes les forces politiques pertinentes et surtout celles représentées au Parlement et surtout quand elles ont une capacité de jouer un rôle positif. C'est naturellement ce que nous demandons au VMRO. At the beginning you said that you are glad of the progress done in the implementing of Prespa agreement, but this leadership of ВМРО-ДПМН is obviously against the implementing of the Prespa agreement. C'est une raison de plus pour lui parler. Продолжуваме. Промените во даночниот и пензискиот систем што во саботата ги најави владата се една од темите во фокусот овие денови. Експерти и граѓани излегуваат со првични ставови и коментари за објавата дека се воведува втора повисока стапка на персонален данок со која ќе бидат опфатени приходите на граѓаните над 90.000 денари месечно, дека се зголемуваат придонесите на плата за 0,5% како мерка за стабилизирање на пензискиот систем, дека се воведува така наречена социјална пензија за сите со наполнети 65 години и барем еден ден работен стаж. Кои се анализите врз основа на кои владата влегува во овие промени, кој што добива, а што губи, вечерва разговараме со министерот за финансии Драган Тевдовски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Добро ме најдов. Во ова, еве, вие ја нарекувате реформа, има и идеолошки примеси, типични за левичарите, за социјал-демократите, со оглед на тоа што во владата има и, ќе кажам, представници на крупниот капитал, еве во лицето, например, на вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев, а и премиерот Заев, може би, со оглед на семејните фирми, може да се вброи во таа категорија. Може ли да заклучуваме дека левичарите Тевдовски и Царовска ги победија
представниците на крупниот капитал Ангјушев, па и Заев? Прво, мора да се каже дека праведно оденачување, ова што ние го предлагаме, постои во Соединетите Американски држави и тоа постои низ многу години, независно кој е на власт, дали се левичари или десничари, значи предлогот кој што ние го даваме е иманентен за Европската унија, например, постои во Германија, така да ја не би се сложил дека ова е само предлог на социјалдемократи. Ако веднаш ќе одговорам на прашањето, ова е пред се став на владата. Ако до сега, можем јавно да кажам дека и при креирањето на програмата на владата ние имаме и внатре одлична соработка и со вице-премиерот Кочо Ангјушев, но секако дека имаме одлична поддршка и верба во овие идеи од премиерот. Тоа не треба да биде никаква дилема и јас би сакал да потенцирам, бидејќи тоа во јавноста мора да знае дека рамниот данок кој што постоеше тука со години е карактеристика на поранешни социјалистички земји, значи поранешни социјалистички земји, повторувам, кои што во последниве години се одлучуваат да одат према по-праведно оденачување, да одат напред, како што тоа го прават многу по-просперитетните држави од нив. И тоа да не одиме далеку, сега да не земаме некои примери, например во нашето соседство, Албанија, во 2014 година рамниот данок го замени со прогресивен и тоа многу успешно го направи тоа и од тогаш бележи одлични резултати. Министре, зошто не е праведно оденачување тоа што 10% од 100.000 се 10.000 и 10% од 20.000 се 2.000? Значи, оние со повисоки примања и сега плаќаат повеќе, иако даночната стапка е иста. Јас верувам дека ќе се согласите дека и живот со 200 евра не е исто со живот од 20.000 евра или повеќе. Апсолутно, тука можем ја да давам и многу други економски коментари, например, во теоријата, кога гледате за даноците, луѓето кои што имаат понизок доход, тие целиот свој доход го употребуваат во купување на неопходни производи, на добри услуги, а практично, ако им постои рамен данок, како што беше кај нас, буџетот главно се полни преку индиректни даноци, практично повеќе во релативен износ во однос на својата доход, го полнат посиромашните, луѓето со понизок доход, и ако ги погледнете по-просперитетните земји, тие што повеќе пати заодале од нас, ќе видите дека кај нив е обратното, значи буџетите повеќе се полнат од директни даноци, како што е овој персоналниот данок на доход, а многу помалку од даноците на потрошувачка, бидејќи е така поправено. Сега да биде чисто, значи нашето решение е умерено. Мислам и тоа би требало да го кажем. Да, вие велите дека поедноставено станува збор за прелевање на парите од побогатите кон посиромашните, но овие побогатите може да добијат и друга квалификација, да бидат, да речеме, квалификувани како најуспешни, луѓе кои што успеале во бизнисот. Па сега прашањето би било зошто успешните, условно кажано, да се казнуваат? Прво, значи, ние употребуваме термин граѓани кои што имаат највисок доход, и тоа прагот на праведното оденачување ќе ги опфати тие кои што имаат, кои што се во 1% со највисок доход. Ние извадивме анализа каде што може убаво да се види, таа е на база на податоци на УЈП, дека тие во 2017 година заработувале некаде 4.468 евра месечно, во просек, што е за 14,4 пати помалку од просекот на државата, кој што изнесува некаде 311 евра, и што е многу важно да се каже дека 70% од нашите граѓани во истата година нивното месечно примање било пониско од 311 евра. Сега, јас, бидејќи отворивте неколку работи, сега, кога зборуваме за успешните, дали мислите вие дека Америка ги казнува успешните, што има праведно оденачување, и тоа со многу по-остри стапки него ние што ги предлагаме? Дали Германија ги казнува успешните, што има многу повисоки стапки на прогресивно оденачување? Апсолутно не.
Едно од работите кои што овие денови од кога отворивме дебатата, значи ја слушаме во јавноста дека ова ќе создадело младите да се иселуваат. Добро, каде ќе се иселат? Или нашите млади луѓе, знаете ли зашто се иселуваат? Се иселуваат бидејќи тука немаат квалитетно образование, квалитетно здравство, немаат адекватни услуги кои што ги добиваат. А зошто е тоа така? Потоа повторно доаѓаме до приходите во буџетот и како тој се полни, а рамниот данок и оваа политика на ниски буџетски приходи не остави најниски во Европа, дозволете ми само да довршам, да не можеме практично државата адекватно да ги реализира, да направи квалитетно образование, здравство, социјална заштита. Проблемот е сериозен, бидејќи најдоходовните успеваат, или дел од нив, не велам дека целиот 1%, може само еден дел од нив, своите деца, знаејќи дека ова го руши, значи тоа што постоеше со години го руши системот на општеството, тие своите деца ги запишуваа во приватни училишта, во приватни градинки, во приватни средни школи. Сега јас ќе ви кажам дека јас со министерска плата не можам да си дозволам моите деца да ги праќам во приватни школи, а исто така плата која што е многу висока, а може да замислите што е со останатите луѓе. Да. И тие, но ова е најбитното што сакам да го кажам. Тоа значи, знаете што е важно, еве Светска банка, ПИСА покажуваат дека Македонија, образовниот систем е еден од практично е најлошите. Тоа значи дека децата кои што одат во нашиот систем не се создаваат добри вештини, знаења. Нивните знаења и вештини зависат од тоа каков тие во иднина живот ќе имаат. Ова не смее да продолжи понатаму, бидејќи оваа политика на рамни даноци го руши нашето општество. Ние ова што го предлагаме не е никаква новина, значи постои во Америка, доминира во ЕУ, и морам да кажам, бидејќи еве ова го повторив, ќе кажам дека праведни даноци, прогресивни, постоеле и во Македонија. Така мислам дека не треба да има толку страх. Да, една од основните логики кога се воведува нова стапка на данок, еве во овој случај вие не сакате да зборувате за зголемување на даноци, зборувате за праведно оданочување, но де факто се воведува нова стапка. Се очекувањата дека државата ќе обезбеди подобри сервиси. Тоа зашто вие зборувате меѓу другото, подобро јавно здравство, подобро јавно образование. Но како да бидеме убедени дека парите на вистина ќе бидат употребени за тоа? Бидејќи ако не секојдневно често слушаме примери за тоа дека парите што и сега се прибираат не се трошат најрационално. Значи, ајде прво со првиот дел од вашето прашање, потоа вториот. Овде може да се види, би сакал да фати камерата, вкупна ефективна даночна стапка на населението во Македонија. Значи, ова е практично даноци и придонеси. Некои кои што овде влегуваат, некои кои што работат за минимална плата. Тие плаќаат ефективно по даночна стапка од 17,8%. Овие се точни бројки. Како некој заработува повеќе, му се зголемува ефективната даночна стапка, кога доаѓаме кај 1%, ова е кај нас тоа што не треба да биде, практично регресивноста на системот, дека тие кои што најмногу добиваат, практично ефективно плаќаат пониска даночна стапка, тој највисок 1% кој што кажавме дека заработува месечно доход од 4.468 евра, плаќа по пониска даночна стапка, дури од некој кој што работи по минимална плата. Ова е првото. Значи, да, апсолутно ни треба да воведеме праведност. Значи, тоа е првото. Сега второто. Ова вие што ме прашувате, тоа постои во секој учебник по јавни финансии и таму вела дека даноците мора да бидат баланс помеѓу неефикасноста на пазарот и неефикасноста на институциите. Ние знаеме дека, еве, веќе сме година и пол на позиции, знаеме и се боревме да ги подобриме институциите. Но според нас борбата е паралелно да се движат двата механизма, значи паралелно да ги подобруваме ефикасноста на институциите, но не смееме да речеме ајде ние сега ќе подобруваме, па по 10 години ќе пробуваме да водиме нешто. Ќе ви кажам зошто. Дозволете само заради динамика. Вие слично зборувавте и кога ја зголемивте акцизата за дизелот. И тогаш таа доби име екоакциза.
Еве сега Скопје и другите градови се соочуваат со истите проблеми. Прекинавте. Значи апсолутно ние како финанси направивме сериозни промени во поглед на фискалната транспарентност. Ако порано значи беше Македонија во секој извештај на ЕУ можевте да видите дека зборуваа дека не постои или е многу лоша фискалната транспарентност. Денес ние со редица на чекори од објавување на извршувањето на буџетите месечно и квартално ниво, до барање и веќе во закон тоа стои сите да мораат своите договори, анекси за јавни набавки да ги објавуваат на веб сајтови. До граѓански буџети, значи постоела редица мерки кои што ја засиливме транспарентноста. Па на крајот и порано никој не знаеше колку министрите трошат. Сега во моментов имате постојано извештаи за детали на трошењето од министрите. Тоа значи дека ние ги превзимаме двата чекори и за подобрување на транспарентност, кои што во основа транспарентноста значи дека јавноста ќе прави притисок за што поефикасно да се трошат парите кои се на граѓаните. И второ ќе ви кажам зошто овие општества кои што зборуваме дека се поправедни, како американското, како во Европската унија, ова функционира, бидејќи според мене голем проблемот е што низ многу години во Македонија тие кои што биле стварно имале моќ, имале позиции, имале дури пари да влијат, да бидат подобри работите, единствено барале, окей, јас да плаќам што е можно помалку и да плаќале најниско според ефективна даночна ставка, но велеле, окей, институциите, политичарите нека прават што сакаат. Сега во овие општества каде што се поправедни, таму идејата е дека ако некој заработува повеќе, тој треба да плати повеќе данок, но исто така и тој ќе прави притисок и ќе бара од институциите тие подобро да ги трошат нивните пари. Транспарентноста е предуслов или да кажем прв чекор пред да може да се зборува воопшто за домакинско трошење на јавните, на граѓанските пари. А велат дека пред воопшто нели да се влезе во повисоки даноци треба да се убедат на вистина граѓаните дека владата така ги троши парите. Ама вие ова ако може. Да, ама не дозволете ми, вие имате на пример министер, да, вие ги објавувате трошоците на министрите, ама имате министер што не доаѓа на работа. Вице-премиерот Хас Билика не оди на работа, а зема плата. Тоа не е рационално трошење на јавните пари. Например, исто така, дел од граѓанските здруженија кои што работат на мониторинг на тендерите, на јавните набавки. Излегува со примерот со договорот за 45 автомобили на оперативен лизинг, кој што за 3 години веќе чини 1.800.000 евра или околу 40.000 евра по автомобил, што веројатно кога ќе се направи ЕСАП би било пологично владата да ги купи тие автомобили отколку да ги набави на оперативен лизинг. Јас верувам дека би требало и вие и јавноста да се согласи со мене, дека транспарентноста во оваа година и пол е значајно многу зголемена и дека по ефикасноста на трошењето е подобрена. Ја не викам дека е на ниво кое што би сакале да биде, но и граѓанските организации и вие би требало да бидеме искрени да кажеме дека има подобрувања, значајни подобрувања, кои ние еве во Министерството за финансии, работиме сега трезорот на Министерството за финансии, неговите трошења во детали да бидат објавувани на вебсайт. Кога ова го кажавме пред 2-3 години, зошто бидејќи лично веруваме и луѓето кои што се во институциите и во владата веруваат дека тоа е начинот за Македонија да биде подобро општество. И за тоа не треба да има дилема. Но ја кажувам, тоа е едната страна од равенката. Другата е дали ние сакаме сега да преземеме нешто кое што постои, кое што успешно функционира во многу попросперитетни земји, во земји каде што граѓаните имаат повисок животен стандард. И за нешто би сакал за тоа да нема дилема, вие велите повисоки даноци, апсолутно не се повисоки даноци, бидејќи за мнозинството граѓани, значи огромното мнозинство на граѓани ќе се остане истата даночна стапка и за тие нема да плаќаат никаков повисок данок, туку, ние тоа јасно го кажавме на пресконференцијата, даночното ослободување на платите ние го зголемуваме. Тоа беше една од препораките на ММФ, кои што ни велеа дека тоа треба да го направиме, практично данокот кој што ќе го плаќаат оние со најниски плати, практично за да може и полесно да се вработуваат, да биде помал.
Тоа е превземено, така да даночното ослободување кај платите е зголемено од 7.500 на 8.000 денари. Има други експерти на кои што им е близок овој концепт на прогресивно одедночување, кои што велат дека прагот од 90.000 денари е поставен пак превисоко, затоа што и првично и се зборуваше за понизок праг од 60.000 денари, па велат, може би требаше да се размисли прагот да биде понизок или да се воведе уште една меѓустапка меѓу 60 и 90.000 денари. Дали на крај сепак станува збор за еден вид на политички компромис овој праг од 90.000 денари, кој што реално еве како што велите ќе опфати 1% од граѓаните? За мене е најважно што праведно одедночување во Македонија, еве, ако дебатата помине како што треба во јавноста, ќе биде воведено и тоа е големиот чекор напред што ќе биде направен во Македонија. Сега околу прагот се разбира дека ние се зборуваме дека дебатата ја отворивме од саботата, но да бидеме искрени, дискусија во јавноста постои веројатно 2 години. И тоа што ние го кажавме во февруари-март, ја слушнавме јавноста, бараше повисок праг и го прифативме. Мислам дека на крајот големата промена во Македонија ќе биде воведување на праведно одедночување или не. Ви забележуваат дека сте влегле во ова без претходна јавна дебата и дека ова е еден вид на шок и изненадување за засегнатите во општеството. Во основа, значи, стварно дебата за праведно одедночување постои од кога бевме во опозиција, значи беше многу дебатирана при формирањето на владата и после тоа. Еве имавме исто така доста дискусии и во февруари-март, и да биде Министерството за финансии на ниво на институцијата, од кога формално ја отворивме дебатата од саботата, ние како за никој закон до сега, верувам, ниедна институција тоа до сега не го направила, не само што го објавивме предлог на законот, сепак мора да биде јасно за јавноста, ова е предлог со кој што излегува Министерството за финансии. Ако некој вели дека немало дебата, значи ова е дебатата. И ќе заврши ако дојде до усвојување на закон на влада, потоа на собрание, значи апсолутно, јас сум и тука за да ги слушнете моите мислења, веројатно ќе имаме и дебати со различни луѓе и што е најбитно, еве, ја донесов некои од материјалите кои што се поставени на сајтот на Министерството за финансии, значи имаме брошури каде што е на поедноставен јазик, се сведени промените, се дадени објаснувања зашто го правиме тоа. Исто така имаме многу бројки, графикони. Мислам дека ова е пример како треба да се зборува и транспарентно јавноста да се информира доколку сакаме не само за праведно одедночување. Ја би бил среќен ако и други институции за други промени успеат да направат вакви анализи кои што ќе може да ги чита јавноста. Ќе бидете дел од дебати овие денови. При крај сме на овој разговор. Вашиот колега од факултет Трајко Славески, кој што е член на раководството на ВМРО ДПМНЕ и во чие време практично беше воведен рамниот данок, вели дека сега вие уривате еден систем кој што го стимулирал растот на економијата, придонесувал за намалување на невработеноста и дека овој систем на прогресивно одедночување ќе работи обратно. Ќе влијае на зголемување на даночна евазија, дека ќе зголемува сивата економија. У суштина, еве ја пратев дебатата во Албанија во 2013 година, тамо главното нешто што беше зборувано, еве слично на ова тука, дека ќе биде зголемена даночната евазија, што апсолутно тамо не се случи. Тоа е на класичен аргумент кој што го дала десницата. Многу е важно каков е капацитетот на администрацијата во справување со ова. Јас сум среќен дека со поддршка на Европската унија работиме на сериозно подобрување на капацитетот на УЈП и тоа еве го демонстрираме низ овие месеци каде што наплатата на приходите е одлична. Некои велат повеќе ќе платите за тоа, за зголемување на капацитетот на УЈП отколку што е ефектот на целата оваа мерка. Тоа апсолутно не е точно, бидејќи дополнителниот доход кој што го очекуваме од оваа мерка ќе биде насочен за финансирање
не на целата, бидејќи таа ќе биде поголема во сума, на реформа на социјалата, значи на луѓе, наши сограѓани кои што живеат под линијата на сиромаштијата, ќе им се даде сериозно зголемување на социјалниот трансфер за тие да бидат излечени од сиромаштија. Тоа се пари кои што тие потоа ќе ги употребат во потрошувачки и тоа ќе ја движи економијата. Исто така би сакал, ја спомнавте и невработеноста. Сега се сеќавам дека кога ја зголемувавме минималната плата, истиот аргументи, напади беа дека тоа ќе предизвика огромна невработеност. Апсолутно може да видите дека минималната плата функционира, таа ги зголеми платите, а невработеноста се намалува и нема логика персоналниот данок на доход да влијае на тоа, бидејќи сега не зборуваме за вработените, не зборуваме за работниците, бидејќи тие ќе плаќаат по стапка од 10%, а заради даночното ослободување кај тие со најниски плати дури и помалку од сега. Сега прашањето е каде ќе биде евазијата? Дали некој кој што во моментов е на некоја висока менеджерска позиција, кој што да рече има 140.000 бруто плата и каде што дополнителниот данок кој што ова праведно даночување кој што ние го предлагаме ќе биде на месечно ниво 289 денари, дали ова што го кажува значи дека тој ќе си отиде од тамо и ќе влезе во сива економија да биде непријавен, или тој дополнителен данок од 289 денари ќе се плати? Дел од дилемите отворивме вечерва, дел допрва ќе се отвораат овие денови. Се надевам дека за публиката беше интересно. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам и на вас за можноста. Одиме на пауза, по неа е саботажата. Бидете насад. Следува саботажата и нејзиното ново издание во авторство на Сречко Поповски. Ненадминливите корисници на зборовите демократија, независност и цврст став, чиј единствен успешен политички дострел е квалитетното менување на партискиот дрес, реагираат емотивно кога ќе бидат споредени со ластовици, ама не како символи на доаѓањето на пролета, туку како репрезенти на бегството во потопли краишта. Да сакав да прелетувам од едно на друго место, немаше 3 години под тензија да го држам таа собраниска говорница и да бидам жестока опозиција. Ако сум го напуштила јатото, уште еден доказ дека сум морала да го напуштам со луѓе како вас кои упропастија опозицијата. Таквите лепенки не им доликуваат на вистина, бидејќи граѓаните се свесни и знаат многу добро за каков пратеник стануваше збор. Молам за внимание. Во очите на ониот чие јато прелетале во другото е разбирливо да се буди чувството на презир, особено па ако се припаднички на понежниот пол, кои умеат и до најситен детал да ја опишат не само политичката, туку и физичката трансформација на тие ликови. И се би било во ред, ако тие сега веќе јасни чувства не биле премолчани во моментот кога се појавила тронка сомнеш, туку веројатно за таквиот изглед се делеле и комплименти. Погледнете Елизабета Канчевска-Милевска како изгледаше пред 11 години. Зборуваме ве аутфитот, низната гардероба, аксесуарите и денес. Ако некој може да си дозволи чевли од над 500 евра, тој не е спремен да лежи во Идризово за такво нешто. Тие пак чија единствена мисија е да се изборат таму да не одат оние што заслужуваат, почнуваат да ги менуваат ставовите почесто дури и од премиерот. Убедени во неуспехот на големиот процес, преку кој се негува илузии за враќање на позиции со кои ќе биде остварена примарната задача, тие ревносно се нудеа себе си како поербапи, поентирајќи дека имаат посаглам алтернатива. Јас сум апсолутно убеден дека може да се постигне подобар договор од овој со Грција. Сега е веќе само минато време, не мислам дека веќе можеме да имаме подобар договор. Тоа признание не е толку лошо, но само ако некој од партиските функционери е координиран и брифиран. Оти не е во ред, кога подпредседателот го ставил тоа ад акта, пониските ешалони, се уште да го користат како аргумент на јавни дебати и да калкулираат дека им носи политички профит, теза која и времето и партијата веќе ја прегазила.
се потврди тезата која ВМРО ДПМН ја говореше последниве месеци дека е можно да се постигне подобар договор. Значи сите ние кои застапувавме таа теза бевме малте исмевани во јавноста. Може би затоа е добро да се знае која е навистина стратегијата, бидејќи таа има сериозна публика која очекува конечно да чуе јасен политички став, платформа и позиција, без таа да биде изградена врз база на ефтин популизам и желба за додворување до гласачите. Процесот е долг, месеците се пред нас, стратегијата нормално ќе нивелираме во зависност од потребите на јавноста. И на крајот, кога село партијата зависи од диктатот на јавноста, не од решителност и од важноста понекогаш да се заземе позиција која неа нема да и се допадне, тогаш е нормално да се земе предвид и ставот на коалициониот партнер, кој изгледа може многу да помогне во изградбата на надворешно политичката стратегија. И таму повторно како идеолог и како член се појавува Збигнев Бжежински, кој ја го гради тој систем на глобализација само преку омраза кон Русија и кон православието. Тоа ќе рече Македонија се најде на крстосницата, се најде во центарот каде што се сечат. Тоа што светот се врти околу Македонија, тоа секому му е јасно. Прашање е само дали и таа конечно ќе сврти на кај него, оти на крстопатот, за прв пат и свети зелено. Ако помине, веќе никој не ќе може да ја сече. На Алсат следуваат вести, толку од нас, пријатно до петок во 22.